Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков повторно упати апел до сите граѓани и правни субјекти за почитување на заштитните мерки против COVID-19, повлошената епидемиолошка состојба во општината и растечкиот број на новозаболени лица. Инаку ако се споредат бројките на лица што бараат работа во 2020 година, бројот на лицата што бараат работа се зголемил за 144% споредбено со 2019. Според него, ваквата недисциплина е на штета на граѓаните, а за тоа најдобра потврда е преполната модуларна болница со хоспитализирани и дневен ковид центар со пациенти со дневна терапија. Уште полошо е што не достигаат здравствените работници, бидејќи некои се заболени или пак се во изолација. Затоа апелирам состојбата да се свати сериозно, а пред се фактот дека заштитната мерка мора да се спроведува, додава Поцков. Да, денес го свикав на кризен штаб, заврши кризен штаб. Заклучоците се работи за една десетина заклучоци, од прилика носат една нишка за поголема контрол на теренот, со фокусот да се дава на санкции, бидејќи епидемиолошката слика и цела година уназад веќе прави пандемијата кога е присутна. Доста пати сме укажувале. Недисциплината, според градоначалникот, е на штета на локалната економија, имајќи ја во предвид незината зависност од прекограничниот промет. Затворањето на грчката граница предизвика затворање на делови од хотели, казина, конфекцијски погони, стоматолошки ординации и други услужни дејности. До крајот на 2020 година, според статистиката на Агенцијата за вработување за регионот што го покрива, вклучувајќи и општините Гевгелија, Богданци и Дојран, евидентирани се 2116 лица што бараат работа. Од вкупната бројка, 200 лица се од Дојран, 480 Богданци, а другите 1436 лица се од Гевгелија. Споредбено пак со 2019, во 2020 бројот на лица што бараат работа се зголемил за 144%. Отвореноста на границата е единствениот излез за здравување на локалната економија, а тоа зависи од епидемиолошката слика кај нас и кај соседите.